Радио Милева е единствен феминистички подкаст на македонски јазик и затоа ни треба ваша поддршка да истраеме. Затоа стиснете лайк и subscribe. Споделете ја нашата содржина и оставете ни коментар. Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво, добродојавте во третата сезона, претпоставам четврта епизода на Радио Милева. Моето име е Ирена Цветковик, јас сум едната Милева, останатите две со нас Јана и Румена. Имајќи предвид дека долго се прашувате како може, па дали е природно жени вака да седат, да зборуваат, да се вулгарни, да пушат и што ти ја знам, ние решивме да ја отвориме и оваа тема. Зборуваме за тоа што е природно, што не е природно. И за домашна задача од нас три имаше Јана да се спреми да не воведе во оваа тема. Природно, и давам простор на Јана. Природно ти благодарам, а општествено погледнувам кон камерата. Многу ми е драго што ја имам оваа тема, бидејќи мене ми е интересна и значајна. И дури надвор од овој подкаст, интересна ми е во сопствениот живот, затоа што не само јас, туку и сите ние веројатно кубуриме секојдневно со тие обвинувања или необвинувања што од она што го правиме е природно, што не е. И тоа цело време не става на некаква морална синусоида во однос на тоа како функционираме како луѓе, како жени и како општествени чинители. Па јас си земав за право да си зададам една теза, а тоа дека она што ние го викаме природно е всушност социјален конструкт, и така ќе го почнам ова воведување, односно дека терминот природно се користи како алатка за легитимизирање на одредени идеологии. Сега сите идеолошки чинители, без разлика на кој дел од спектарот припаѓаат, некако како да сакаат да го зграпчат терминот природно, кој што треба да имплицира дека нештото е добро, убаво, пожелно, наспроти терминот неприродно, што го означува сето наспротивно на тоа. И сакајќи да легитимизираат одредени вредности, поларните страни на спектарот многу често ќе имаат диаметрално спротивни изјави за едно нешто, па така, например, од десницата и од конзервативците ќе слушнете, например, дека хомосексуалноста е неприродна работа, додека од другата страна на спектарот ќе го чуете токму спротивното, дека таа е сосема природна. Меѓутоа, оно што е многу важно, без разлика дали едното е точно или другото, тоа е сосема веќе неважно, важно е да си признаеме дека терминот природно го користиме како еуфемизам за она што е нормално, општествено прифатливо и подобно. Меѓутоа, кога зборуваме за нормално, исто така мораме да не заборавиме дека зборуваме за консензус. Дека она што ние го нарекуваме нормално, не е нужно нормално, природно, инстинктивно, туку нешто што ние сме се договориле како луѓе и како општество дека го прифаќаме за нормално. И од таму она што е консензуално станува нормално и со тоа станува прифатливо. Наспроти нешто друго. И јас тоа би го нарекла некаков идеолошки cherry picking, и ова е задача за некои наши драги гостинки што ќе ги имаме понатаму во емисијата, да најдат начин како да го преведеме овој термин, бидејќи јас не најдов соодветен македонски превод на терминот cherry picking, што би значело, нели, одбираме она што ни одговара од едно мноштво на тези. Избрани. Па повеќе би рекла дека станува збор за правиме селекција во однос на она што нам ни одговара. Тоа е како кога имате леблеби и суво грозје, ќе ги изедете само леблеби, само грозјето, па така во тој контекст можеме да смислиме некој превод. И сега, што е природно наспроти неприродно, и сега мене ми падна многу смешно, бидејќи многу често ќе слушнете во денешно време, во 21 век, луѓе кои ќе земат печата на хартија, што им доаѓа природно да зумираат со прстите на печатениот лист. Парадоксот е бидејќи дишто од ова не е природно, така она што нам во еден момент ни станува природно е поттикнато од еден
след вештачки чинители, така што тоа многу интересно ни ги докажува корените на она што се нарекува природно и каде се границите кои што можат да се повлечат кај нас како луѓе, кои што веќе одамна сме се простиле со големиот број на инстинкти, на примално однесување, живееме во многу вештачки уредени услови. И дали она што го нарекуваме природно е секогаш нормално, нели? И дали она што е нормално е секогаш добро? И тоа е многу интересно прашање. Па така, за оваа емисија решивме дека ќе разгледаме од многуте аспекти кои што можевме да ги имаме на располагање, ќе разгледаме неколку, низ кои што ќе се обидеме да видиме како функционираат овие термини природно и неприродно, каде е границата во однос на одредени поларитети, и секако дали она што се нарекува природно е секогаш нужно и добро. И сега, само една мала, еден мал вовед за тоа како е лесно еден термин како природно да биде искористен за не толку добри цели. Кога ќе се рече природно, десната страна што е она што ќе го подразбира под природно, тоа значи дека работите се токму такви какви што од секогаш биле, така и треба да бидат. Традицијата треба да се зачува, семејството треба да остане патриархално. Важно треба да се ја тепа жената. Таа треба да биде во кујната. Да биде глава на семејството, тоа така се вика. И штом нешто постоело со стотици, илјадници години, тогаш тоа мора да е нормално и затоа и морално исправно. А се што е ново, поинакво и кое што доаѓа да ги смени тие правила, тоа е измислено, кај нас увезено се нарекува многу често, увезени вредности од запад и секако е штетно и оди против законите на природата. А од друга страна, токму природното, ако зборувате со луѓе кои што припаѓаат на другата страна, ќе ви кажат дека природното многу често е условено и од надворешни фактори, како што и нашиот живот е условен од многу други фактори, па стануваат природни и некои чудни нешта, како зумирање. Исто така, природното значи еволуција, значи и промена, и не е нешто што е константно, за да можеме да кажеме дека терминот традиција може да биде врзан за него. Така што природно е менувањето на нештата, менувањето на вредностите и секако менувањето на општествените улоги. Сега, ние многу теми сакавме да опфатиме, меѓутоа во интерес на времето ќе се задржиме само на неколку. Ирена ја избра со таа, мислам дека убаво да влеземе во Па да, ја избрав темата за политиките, затоа што добар вовед направи ти Јана и чисто за да се разбере дека оваа дискусија за тоа што е природно, што не е безазлена дискусија во кој што ја слушате од пред Гранап на пазар до на подкаст, туку во име на овие дискусии се организира нашиот живот, се носат закони, се носат политики и така натаму. Често мене и ми зборале луѓе, ама ајде, зашто се залагате? Вие знаете дека тоа не е природно и може би до овде понекогаш ми доаѓало и обично го користам тоа. Сега им викам, луѓе, не е природно ни заби да миете. Тоа воопшто не е природно, не постои ни еден животински вид што купува паста на четкица и се трга, па тоа го правиме. Да не зборуваме, не е природно ниту да се шминкаме, ниту да се депилираме, ниту да се вакцинираме, ниту да се облекуваме. На крајот на криштата. Така што да заборавиме овие чувари на овие природњаци, ве занимаат од тоа што е природно, туку го користат. Зашто се користи природно? Затоа што за да се маскира дека овој светоглед е исто така идеологија. Ако ќе кажете дека нешто е идеологија, тогаш тоа е подложно на преиспитување. Ако кажеш дека е нормално и природно, не се преиспитува. Се го спомнав ова и леле морам и ова исто да кажам. Баш одамна. Ова се негде 2010-та. Со некоја државна делегација патуваме во посета на европска земја, не знам, да гледаме некои комисии за недискриминација, како работат.
И нормално поучени од тоа што го виделе, секогаш мене овие од државна администрација најчесто мене ме цимале, имаше една ленче. Ирена, да те прашам нешто, извини, а вие тоа што барате бракови, како ќе пишувам кога да посвојуваат деца? Ние сега имаме еден формулар што ни во МТСП, Министерство за труд и социјална политика, ни стои доле да се потпишат мајка и татко. Сега како ќе стои? Мислам, прво ни воопшто не се ни стигнале. Општо е познато дека кај нас, ако нешто е нормално традиција и од Библијата, тоа е формулари и документи кои што не се менуваат, па што друго и да се да, не може во да се промени. Никако, Боже, ќе крахира општеството. И истото тој го викам, абе Ленче, абе човек на месечина се качил, ти ме прашуваш во МТСП формуларот, како? Кажете си дека не сакаме тоа и да не влегуваме во мислам без везе дискусии. Ова вака се може да изгледа симпатично и на ниво на анекдота, ама ние имаме денес мобилизирана сериозна група на луѓе, црква, професори на факултет и така натаму, академик имавме, една жена академик, мажот на годината. Мажот на годината, да, кој што, например, не го дозволија гласањето, носењето на законот за родова еднаквост, затоа што родот не бил природен. И се, како да ви кажам... А природно е жената таа да седи со попови на сцена и да предава на факултет или да биде во... И да биде академик. Да, тоа е природно. Но неприродно е, родот е неприроден и да речеме, ние сме сега земја без закон за родова еднаквост. Едно од ретките. Да. Пошто е неприродно. Вика ние на чест. Многу одма почнавме се нервирам на темава, од моментот кој ќе ми кажа некој дека нешто не е природно, пишувајќи од телефон на социјална мрежа, седи затупен со наочари во домот негов со интернет, ми пишува во компјутер, преку компјутер или преку телефон, ми пишува дали нешто е природно. Да не е природно, апсолутно, еве, нашето постоење и во просторот и било каде. Еве, ние три денеска, немаше да ги имаме ни едно од овие права. А она што зборуваме... Да беше се природно, немаше да бидеме ние ни живи, да не се лажеме. Така е, точно, ќе бевме мртви одамна. И идејата за тоа дека природното исто така, знаете, често прикажуваат дека природното е некако поврзано со тоа, тие што се најсилни ќе победаат, дека некако природата е поврзана со некаква агресија и со надпревар. Кој што апсолутно не е точно. Затоа што всушност и нашето постоење и сиот наш прогрес, вклучувајќи го прогресот на жените и на ЛГБТ заедницата, е поврзана со принципите на соработка, принципите на жртвување за поголема благодат или добробит на другиот. А не дека природата функционира така што некој ќе го изеде другиот. Не. Тој го изел другиот за да има храна, за да може да функционира. Затоа што тој е еден систем кој што функционира од сопствените, од начинот на кој што луѓето, на кој што животните, на пример, се споени во еден баланс, да речеме, природен. И ние го правиме тоа како луѓе кога се обидуваме да живееме заедно. И тоа е природно, а не е природна агресијата што сметаат. Ма и тоа е, мислам, Они цело време ни ја покажуваат како агресијата и да треба да се најприродни. Природата толку исто така ги демантира, мислам, биологијата, живиот свет е толку различен. Имавме Маргини, може би вие мислам дека Грација беше преведувачка исто. Грација ни е во студио, инаку. Една мал спойлер за рубрика понатаму. Да. Има една супер книга што ја издаде коалиција Маргини. Како нешто? И после се проблеми со родот, референција на Џудит Батлер, ама баш има цел дел кој што се бави со биологијата. Биологијата е како виножито. Ама цело време ја земаат една биологија за тоа ако лавот и лавицата. Лавот и лавицата се само единствените што постојат во животинското царство. И тоа повторно ќе ти го напишат од тоа што го гледале на телевизија или во компјутер и така натаму. И нацртани филмови, искрено. Да. И драго ми е дека збориме за ова во крајна линија. Јас мислам дека овој подкаст постои и заради тоа еве на некои луѓе да им се дадат алатки како да се спротивстават кога некој ќе им каже дека нешто било природно или неприродно. Па пред 100 години апсолутно немаше да можам од дома да излезам како жена. Панталона нема да смеав да облечам. А не да збориме за дека ќе можев да станам писателка или професорка или да имам другарки или да решам дали ќе бидам или нема да бидам во брак, имам или нема да имам деца. И конечно,
а нешто можеби најнеприродно е традицијата, така што ве молам одлучете се или традиција или природа. Ако јас се прашам ово со природата, би било позанимљиво, тоа би значило голи, секој со секого. Аха, дека си живеат во пештерчиња. Па сега, тоа е живот, тоа е природата. Да. И како, знаеш како, сега влегуваш во мојата тема, госпогице, во темата, јас си ги земав, си ги земав мајчинство и родителство и моногамија, да, како, нели, нешто од што второ именото произлегува. Па, мене ми е интересно, прво ќе почнам со ова другово. Интересен ми е концептот на тоа кому му припаѓа родителството и грижата, затоа што цело време тоа ни се труби на глава дека мајката е примарниот родител. Природно не е грижлива. Најгрижлива, така е, да. Нежни сме природно. Природно сме нежни, никако тоа не е случај заради тоа што сме биле затворени во домот без екзистенција со единствен начин на изразување само преку тие простори и улоги. Меѓутоа, интересно ми е, секогаш ми е интересно да ги разгледувам овие работи. Значи, тука би сакала во овој дел од дискусијата да видам како е да не се зазема страна, туку да се обидам да најдам некаква средина која што е можеби. Ма каква средина? Во некои работи е окей да видиме дали функционира нешто во однос на некаква средина. Значи, апсурдот е кога станувате мајка по природен пат, факт е дека има природни процеси низ кои што телото проаѓа. Има хормони, има цел еден систем од едно нешто да се створи нешто друго. И да, тука постојат инстинкти, постојат и некои други работи, меѓутоа дали сите и по секоја цена луѓе функционираат на ист начин. Не зборам за останатите видови на планетава, но просто земете ги еднородителските семејства. Земете ги семејствата кои што не можат да добијат дете по природен пат. Ако велиме дека природното и природниот процес, да, тој прави одредени промени, тој е дизајниран за да едниот тој родител во даден момент, во еден дел од процесот биде некаков вид на примарен давател на грижа, биолошки во тој момент. Меѓутоа, еве јас ќе тргнам од себе, мислам дека мојот процес на станување мајка беше процес во кој што јас го разбрав патриархатот на своја кожа, преку имањето дете. Значи не преку надворешен фактор нужно. Сватив што значи ти да си подреден, физички, психички, хормонално, секако, твоето тело веќе не е само твое, твоето тело служи некому за нешто. Меѓутоа, тој процес е таков каков што е, да речеме природен, меѓутоа тој е конечен. И тој е релационен процес во даден момент. Меѓутоа, ако вие имате во традиционално општество ситуација во која што на жената нема да ја дозволите ниту една улога, освен таа, значи ќе ја затворите дома, ќе ја правите деца, ќе ја терате да раѓа цело време, да нема никаков избор по однос на тоа прашање дали сака или не сака да биде дел од таа биолошка релација, вие имате од жената успевате да направите суштество што ќе биде само тоа. Имајќи предвид што прави патриархатот на еден куп жени во одредени средини, во одредени градови, во одредени ситуации, вие сваќате дека во еден момент не е веќе процесот мајчински или биолошки тој што те детерминира да бидеш тоа, туку некој од страна почнува да те третира. Патриархатот е монструмот на цицките на сите жени, кој што налегнал таму и ја презел улогата, која што инаку децата си ја имаат краткотрајно во тие процеси, и ја сведуваат жената само на тоа. Така што, никој не вика дека биологијата не постои во тие процеси, меѓутоа, унаму каде што нешто друго влегува и ја презема таа улога... Јас не мислам дека можеме така чисто да ги разделиме исто така тоа што е биологија, што е...
А што не? Апсолутно, Да, тоа се секако. толку измишани работи, Да. ние, еве, викаме тоа, го употребуваме колоквијално, зачна на природен пат, или за бремени, или како и да е, и се целата таа бременост, и како има вештачка или технологија во истата, ние одиме на ехо, зимаме фолна киселина и разни други витамини ги примаме во вид на апчиња, примаме рогам инекција ако сме RH негатив група. 1 тон технологија е активирана за да не подржи во тој процес. И супер што го спомнува со мајчинството, мислам дека исто така тој мит за мајчинството како инстинкт, како биолошка предодреденост, па денеска дури би рекли на штета на мажите. Нема ништо природно, ние сме просто насетирани така, веројатно подобро ги вршиме тие улоги од некои други, ама од мали сме кондиционирани. Кога ќе се, нели, бебе играчка, па медицинска сестра сет, па кујна за готвење, пегла за пеглање. Значи, Ја гледа мајка и дома. ја гледаш мајка ти дома, го гледа. Да. Да. Сме едноставно извежбани за истото. Токму затоа жени кои не родиле дете, туку може би посвоиле, исто така сведочат за мајчински инстинкти. Апсолутно, има едно многу интересно истражување, може би сте ја гледале, може би не сте ја гледале серијата Babies на Netflix, таму многу од овие митови се разгледуваат, некои се потврдуваат, некои се раскриnkуваат, меѓутоа многу интересен феномен беше, без разлика дали станува збор за биолошки родители, посвоено дете во хетеро или во геј бракови, стално има еден од родителите кој што ја презема примарната улога на давател на грижа. И еве интересно е да се разгледа тоа од призмата на геј брак, каде што имаме на пример можеби 20 татковци. Она што се случува во физиологијата на примарниот родител е се отвара амигдалата и како центарот за грижа, всушност тој прималниот да речеме. И од тој момент кога родителот, давателот на грижа, наречете го како сакате, ќе почне да се грижи за бебето, за тоа мало суштество, тој станува вечно грижлив и одговорен за него се до својата смрт. Значи, амигдалата еднаш се отвара кај примарниот родител и никогаш во животот не се затвара. Истражувањето е правено помеѓу биолошки родители, помеѓу геј, помеѓу се, и секогаш има еден кој што за нијанса, некогаш и кај двајцата се отвара. Меѓутоа, барем кај еден тоа се случува и дури и кога не се биолошки родители, и дури кога нема жена инволвирана во процесот, така што еве едно раскршување на тие митови дека исклучиво и само жените се даватели, успешни даватели на грижа и предодредени за тоа. Биологијата нашла начин како од секого да направи емпатичен и грижлив створ. Само ние треба да сме приемчиви за тој аспект. Да. Не знам со кого се карам, ама искарав малце. Јас немам денеска многу што да додавам од своја тема, мислев нешто многу има. Оваа тема за природно-неприродно е толку широка, јас сакам на време да се осврнувам и на тоа за изгледот, што е природно, неприродно, па кои се фетиши природни и неприродни, меѓутоа сметам дека во иднина некојаш ќе разгледуваме на таа тема. Ама само ќе додадам една работа, многу ми беше исто, освен за лавовите, и за тоа дека е нели мајчинскиот инстинкт и така натаму, оние веќе клишеа што ги слушаме за природно и неприродно, другото е дека мажите се ловци, а дека жените се собирачи на храна. И јас се сеќавам дека еднаш еден мој роднина, ја нешто си гледав по птици и ми вика, демек, ти гледаш нагоре. Тоа е многу необично, бидејќи Треба да си гледаш во кондурите, да гувеш. точно зашто бараш храна. Аха, па Да. Океј. Жените гледаат доле. Јас вака како глупа жена дури се ја сватив. Да. Природно. И мислам тај. Жените гледаат доле затоа што бараат храна, а мажите гледаат горе пошто ловеле Аха. по птичурини, ме разбираш? И јас се сеќам, бидејќи тогаш имав интернализирана мизогинија, се сеќам дека си реков, супер, имам добро мисли за мене. Ти си машка жена. Да, ја не сум како другите. Меѓутоа го запамтив тоа како еден момент кој што
После си реков, лело, какви глупости, не сум знала како да се одбранам од вакви работи. Една од работите е дека тоа е мит, дури кога се работи за, мислам, начинот на кој што науката, исто така пристапот на науката е исто така полн со предрасуди. Така што долго време воопшто не се земало предвид дека жените исто така биле ловци и тоа многу сериозни, дека најголемите ловци во заедницата најчесто биле бабите. И дека се ловеле. И од мали до големи пленови и така натаму. Во 2023 излезе за тоа големо истражување, за кое што имате можете да најдете текст на Медуза, за тоа како се скрши митот за тоа дека жените не им било природно да ловат. Природно е, нели, да седат дома и да чепуркаат како кокошки низ дворот по храна, да гледаат во чевлите и да губеат. Мади, не знам зошто секогаш кога се навраќаме така на овие теми во минатото, барајќи некоја потврда за тоа што е исправно, фокусот е исклучиво на жените. Са порано ако било така, да биде се... Да, па нормално. Прво кој ни рече дека е па им одговара така најдобро. Make America а второ, great again. Да, окей, ние точно порано можеби не сме раѓале повеќе деца природно. И така натаму, затоа што природно многу умирале. Да. Затоа и се раѓале многу. Ами мажите исто така природно се скапале од војни одење. Овие седат и на интернет ни кажуваат, ако сакате назад да се враќаме, или за сите, или за никој. Така е. И уште една, вака малце кратко ќе се навратам на тоа, нели, природната моногамија кај луѓето. Нели, да, тоа ја мислам за лебедите ќе го спомнеш. Дека лебедите... Пошто ова за моногамијата, за жал, немаат овие природњаци никогаш на што да се повикаат во природата, освен лебедите. И тоа ете како лебедите. А другите? Да. Не, има некои, тоа ќе го збориме, имаме нова рубрика. Да. Имаме нова рубрика, ќе ви кажеме после. Ама да, околу 5% мислам од видовите се моногамни во природата, така што другите Добро, не се. и природата прави грешки. 95% не се. А сега, нели, тоа што викаш што лебедите стално сакаат да не поистоветат. Да, ние сме аристократија. А ние сме, не знам, баш читав и интересни ми беа некои истражувања, ние сме серијски моногамисти, може да се рече многу повеќе. И тоа, еве, ако сакаме да зборуваме за природното, нели, што е потребно за лесно да се изгледа потомство, потребни се луѓе. Потребни се барем двајца за едниот да не приумре од сите обврски и грижи и проблеми. Па така природата дизајнирала дека нам ни се интересни партнерите во одреден период додека не го израснеме потомството. Се она што следува после или некаков бонус, доколку ни се окей партнерите, или пак она што, нели, што ја врамило ова потреба на луѓето краткотрajno да се спојуваат, тоа е економската стабилност. Имотот, одржувањето на имотот, одржувањето на А и моногамијата е генерално патриархален концепт, исто така, кој што е врзан со тоа дека жената е најголеми, скапиот имот. Да. Ама исто природно речено, да не забораваме дека токму конзервативните и десните делови од спектарот се оние кои што многу ќе напињаат на имотот и на поседот и на поседувањето и на несакањето да дели и да сподели, па од таму не се дели жена, не се дели имот, се треба да остане да се капитализира и да се акумулира кај некој главатар семеен. Добро. Да, со тоа, еве, јас мислам, може да кажам дека ќе имаме нова рубрика, Јана ти шепна дека ќе ја имаме, а со тоа ќе ја завршиме овој сегмент. Да, ќе го завршиме овој сегмент и одиме на нашата нова рубрика. Животинско царство. Епа, добре, дојдовте во новата рубрика Животинско царство, која што со голем мерак ја мислиме веќе втора година и конечно, еве вака, природно ни дојде да ја ставиме премиерно во оваа емисија.
Ова е рубрика во која што токму она што го навестивме сакаме да го правиме, а тоа е малку да ја соголиме природата од сите идеолошки аспекти кои што можат да и се придодадат. Да не ја разгледуваме од бинарните чевли во кои што сакаат да стават, туку да ја видиме во сета низина раскошност и спектакуларност на различности. Како за прво, наместо да се осврнуваме на некои странски и увезани животни видови, ние ќе одиме со локално, домашно, патриотско. Ќе одиме на преспа на островот Голем град. Освен што го знаеме Голем град како остров со многу интересни археолошки скупини и место каде што има многу змии, наши роднини, ги има и нашите пријатели, хомосексуалците, во вид на најгустата популација можеби на ова тло, односно шумските желки кои што се нарекуваат тестудохермани, кои што се доста населени на овој остров и многу е згодно за експертите херпетолози да ги истражуваат токму овде бидејќи живеат во одредена изолација. Меѓутоа таа нивна изолација исто така има и доста интересни аспекти кои што можат да се разгледаат. Како што веќе напоменав, нашите другари шумските жилки се доминантно хомосексуални, особено кога станува збор за машките припадници. Дали е тоа грешка? Не знам. Грешка на природата. Грешка на природата може. Дали е инцидент, дали е можеби Божја промисла, не знаеме. Но како и да е, секако е дел од нивниот доста комплексен социјален живот. Малку е подлабока оваа приказка од она што се чини на прв поглед и баш може да раскаже за тоа што значи кога некои работи ќе излезат од некакви рамнотежи за кои што сме навикнати. Овие работи кои што ги сега ќе ви ги презентирам како факти, ги најдов на интернет, доаѓаат од истражувањата на херпетологот македонски Драган Арсовски, кој веќе со години ги истражува желките на овој остров. И многу се интересни овие неколку феномени. Значи, за геј желки правиме. За геј желки. Исклучете го телевизорот или тест. Доколку ве вознемируваат геј желки и се плашите дека можат да ве бркаат и да ве стигнат. Знаеш дека имаше за овие желки, всушност сега ми текна од каде ги знам. Имаше сторија Види вака за овие геј желки и за овој херпетолог кој што ги истражува. Ама зашто јас ги знам? Затоа што по објавувањето имаше илјадници коментари на вознемирани фиромци кои што беа, кој сте вие да кажете дека се геј? Херпетолог. Беа на парадата. Последни, ама беа. Ама да, беа многу вознемирени, бараа да се кенселне тој медиум и така натаму. Баш се забавува тие денови со коментари. Да. Мислам дека пострашни би биле во однос на брзината за напад геј зајаци, ама за такви се уште немам слушнато, ќе видиме можеби во некоја наредна емисија ќе најдеме. Зајци се стрейт, значи. Така, пример. Не знам, немам информации, тука нема да личат на стрейтери. Викаш, Зајците се еби бегај. да. Сега, она што е фрапантно, што е можеби важно да се каже во однос на овој момент е соодносот на половите што ги има на Голем град кај жилките, има апсолутна доминација на машки примероци наспроти женски. Ако имате бројката вкупна некаде 2000 жилки, се проценува дека околу 1800 се мажјаци. Па сега вие видите. Тоа е сооднос 9:1, 9 мажјаци на една една желка. Во некои делови од островот, и тоа е многу интересно, зависи каде се погусто и како распоредени тие јадни женки, некаде соодносот е 19:1. Замислете... Па исто како во Ману. Само што во Ману малце више не функционираат овие работи. Стари желки овона, не знам. Да.
сега, хипотезите се различни, зошто е така, има една малца интересна, има нумерирани жилки кои што никој не знае зошто ги нумерирал некој, не влагаат во ниту едно истражување кое што е тековно или кое што може да се истражи, меѓутоа се претпоставува дека пред 50 и повеќе години некој ги истражувал и ги нумерирал. И тука се остава простор дека може да донеле повеќе мажјаци за да направат експеримент, меѓутоа не се знае, да не влагаме во теории на заговор, а поверојатната хипотеза е дека температурата е таа што го одредува полот, па така ако е потопол воздухот, ќе излезат повеќе женки, ако е постудено ќе излезат мажјаци и така натаму, па најверојатно претпоставката е дека поради климатските услови се намножени толку многу мажјаци. Па така треба да се води битката против климатските промени. Ете, видиш. Еве споите. Природно. Ако не престанеме фосилни горива да гориме, сите ќе бидете геј мажи и змии. Сега, според оваа ситуација, викаат затворски ефект е она што се случува кај жилките во голем град, бидејќи се мажијаци, нели, кои што немаат доволно женки, почнуваат меѓу себе да се додворуваат. Меѓутоа, како и да е, научниците вика наблюдуваат цели купови желки кои што одат едни врз други во некаква желкооргија. Во која што се надевам барем некој малку ужива. Бидејќи од она што се знае дека женките најмалку уживаат на островот, не се забавуваат многу, тие извршуваат нешто што се нарекува демографско самоубиство, односно во обид да избегаат од нападите на толку многу мажјаци, бегаат кон крајот на Карпата, се фрлаат во амбисот и завршуваат долу на плажата. Буквално се самоубиваат за да избегаат од 19 жилки кои што можеби не галопираат, ама идат усмерено кон нив. Па така, без разлика дали ќе ја начекаат женката или таа ќе се убие, повреди се случуваат и во едниот и во другиот случај. Значи, и при обидите за парење тие завршуваат со големи повреди, бејќи тоа се агресивни обиди за парење, а друго е повреди од пат. Ова не се нашите другари. Ова не се нашите другари. Ова се тие затворски ефект. Прикриените. Да, овие се латентните. Плакарки, оклопки. Да. И има една доста црна прогноза, доколку продолжи овој тренд на ваков дисбаланс на половите на островот, се претпоставува дека последната желка ќе угине женска желка, ќе угине во 2083 година, што ќе значи крај за оваа популација. Бидејќи во природата двајца мажјаци не можат да снесат едно јајце. Конечно проозбори нешто точно. Слушајте, ја вчера, пошто ги пратам МЕД, Македонско еколошко друштво, и они се занимаваат со геј жилките, и вчера видов слики од жилчиња. Значи, добри вести. Се родиле... Да не се живи здрави. Да не се живи здрави. Да крстат сега за да не избегаат. Да се надеваме женски дека се уви. Да. Прв пат да посакаат. За баланс. Да. И сега, само една мала, да речеме, увод во некоја голема слика. Ти ги спомнала вовите преска, како примери по кои што, нели, традицијата сака да се буса во груди дека све е бинарно и родово и патриархално. Вели вака, хомосексуалноста е документирана кај над 1500 животински видови, од пингвини до делфини, до лавови и бизони. Теорија на заговор. Лажни вести. Кога ќе видам ја лав и лав, тогаш ги тријат кривите. Како и да е, природата ниту е нужно патриархална, постојат и матриархални системи во неа, ниту е бинарна, бинарното е само едно од многуте возможни решенија во природата, а таа е многу пофасцинантна и поспектакуларна од рамките во кои што сакаме никогаш да ја ставиме. Многу ми е жал, само морам да кажам, за овие женски желки.
Навистина, и мене. И сигурно не е лесно да си трудна со таков Па 10 оклоп. мажјаци да те Абе, бркаат. се бркаат, се убиваат женкиве. Мислам, стварно е тажна приказнава. Драматично е. Ама еве чим има нови, надежта пробива. Па искрено да ти кажам, ако е таква ситуацијата, ја би радо, ја ќе се убиев. Да сум жилка таму, мислам стварно. Среќа што си змија. Да, среќа да сум змија. Среќа наша што сме змии. Океј, ја затвараме оваа рубрика, ќе ја имаме и понатаму. Праќајте ни интересни предлози ако имате за вакви одстапки од нормалните наративи, па ќе ги вклучиме можеби некоја следна емисија. А сега удиме со веќе имплицираната рубрика која што ќе ја води Румена и ќе има гости. Јазикот е отепувачка. Добре дојдовте во нашата рубрика Јазикот е отепувачка, каде што зборуваме за некакви јазични проблеми, преводни решенија кои што се поврзани често со културата, со женскоста, па и со квир културата. Денес ќе зборуваме за една извонредна книга, која што се вика Оние работи, од Јасна Жмак, во издание есеи за женската сексуалност. Во издание на Тит Инк, уредничка на изданието е Јана Коцевска, нашата пријателка, и припаѓа ова издание на уште на изданието всушност Вагина Дентата, во која што има уште 3 книги. Ова е втората. Првата беше Феминистичка теорија на насилството од Франсуаз Вержес, Оние работи од Јасна Жмак, а третата е Избришаното уживање, клиторисот и мислата од Катрин Малабу. Сега ние денес ќе збориме за оваа конкретна книга, затоа што јас сум фасцинирана не само од есеите кои што се одлични, туку и од тоа како е книгата преведена и како е уредена. И затоа тука денес со мене во студио се Фрусина Крушкаровска, која што е преведувачка на книгата, заедно со Мања Величковска. Мања не можеше да дојде денес, жал ни е за тоа, но Фрусина ќе ја представува. А тука со нас е исто така Грација Атанасовска. Грација исто така е преведувачка, и двете со Фрусина се преведувачки, книжевнички. Двете имате завршено на општа и компаративна книжевност, двете сте ми биле студентки. Сега ми текна уствари кога ме видите. Конкретно и двете се занимавате со превод, со уредништво, со различни книжевни иницијативи, фестивали, организации, а во моментов Грација ти работиш и во коалиција Маргини. Добре дојдовте, многу голема чест ми е што сте тука денеска со мене. Ова малку ме потсеќа на промоцијата, бидејќи јас баш ја промовирав оваа книга, и навистина сум фасцинирана од тоа како е книгата преведена и како е уредена. Прво, Грација, можеш ли да ни кажеш од прилика да ја представиме книгата на гледачите, за каква книга станува збор? Да, па се работи, прво фал за поканата. Се работи за збирка есеи, всушност, од Јасна Жмак, таа е хрватска писателка, односно драматургиња претежно, има завршено сценарио во Загреб. Се бави со така и со психодрама, така што опфаќа некако, мислам, самата таа како авторка опфаќа повеќе полиња некако од култура и од општествен живот. Инаку да, книгата е збирка есеи, кој што Јасна дел од тие есеи ги има публикувано на одредени веб страни во Хрватска, феминистички и културни веб страни. Дел од есеите се исто сосема нови за книгата, мислам дека 2020 е објавена во Хрватска. И да, всушност, самата Јасна опфаќа доста интересни теми што некако се конвергираат помеѓу интимното и политичкото, односно она што е теми за кои што не зборуваме многу често во јавност, како сексуалност, родови идентитет, не знам, менструација, сексуалниот живот и така натаму. И да, таа поаѓа од себе, ги некако ги разгледува од своја перспектива, ама истовремено тоа се аплицира практично и на многу жени и во хрватското општество и во нашето, што е прилично слично на хрватското, може да се каже, во однос на тие патриархални рамки.
Така што, да, од една страна е многу интимна, од друга страна е многу ангажирана и политичка. И не е тешка за читање. Да. Тоа е нешто што би сакала да го издвојам, вака кога ќе слушнат луѓе општа компаративна книжевност, да не се извадат од памет дека ова е некоја теориска книга многу страшна за читање. Не, баш е приемчива книгата. И бидејќи е лична, од личен аспект тргнува јасна, исто така, како ви кажат, relatable, лесно е да се соживееш со тие проблеми кои што ги кажува, ги изложува јасно на еден многу структуриран и политички начин, да речам. Една од причините зашто книгата е толку приемчива е токму нејзиниот превод. Па кажи ми, Фросина, за процесот, бидејќи заедно ја преведувавте со Мања, и еве кои беа најголемите предизвици. Да. При преводот на оваа книга, мислам, пристапот мораше да биде многу специфичен, затоа што во самата книга јазикот е доста битно тематизиран, на битен начин и на многу важен начин користен. Затоа што сега ако се навратам малку и на самата содржина на книгата, една од идеите кои што јасна преку овие текстови се обидува да ги принесе е дека да се има јазик за нешто, да се има назив за нешто, значи тоа нешто е да се валидира и да може да се размислува и да се комуницира за него. И сега во оваа книга женските искуства и квир искуствата, особено оние кои што се поврзани со телесноста и со сексуалноста, се фактички централната тематика. И тоа се токму таков тип на искуства и начини на живење кои што се настрана од мејнстримот, кои што се некако маргинализирани и многу често за нив не постои јазик за да се искажат или постои нецелосен јазик или пак позајмуван од други јазични контексти, како што во случајов на пример има доста англицизми во книгата кои што подоци со така можеме да споминаме како им пристапувавме при преводот. Така што се случивме со многу случаи на кога во текстот се искористени зборови и фрази за кои што ние немаме соодветен превод во македонскиот јазик. И она што не беше исто така многу важно, дел од принципите кои што се обидувавме да ги почитуваме при преводот беа принципите на етичност и на автентичност. Што значи тоа? Тоа значи дека намерата ни беше да се обидаме да не наметнуваме јазик, јас и Мања како преведувачки, на оние места каде што немаме ние соодветен превод во македонскиот јазик, да најдеме решенија, меѓутоа тие да не бидат наметнати, туку да произлегуваат од заедниците, од секојдневниот говор, од жаргонскиот, колоквијалниот, кои што се веќе во оптек. Така што имавме доста истражувачки пристап во таа смисла. Накратко само имавме пуштено онлайн анкета, имавме доста, да речеме, тирански разговори во кои што ги ловевме луѓето и ги прашувавме за ова кој збор го користиш или која фраза, како разговараш на оваа тематика, и се обидовме сето тоа да го ставиме, да го интегрираме во текстот. Интересниот заклучок беше дека се изненадивме од огромниот корпус на зборови и на фрази кои што веќе постојат, а кои што ниту нам не ни била доволно познати, и тоа се обидовме исто така да го представиме во книгата, колкава е заправо разновидноста на македонскиот јазик, дури за овие тематики кои што се обвиени со доста молк вака во секојдневната комуникација. Ти текнува на некои чудни така ете за анкетата, на пример, за кои зборови ви баравте? Па можеме да ги мислам, веројатно најинтересниот корпус, на пример, произлегува за менструацијата, на пример, така што можам да прочитам некој да предложам. Има два текста кон крајот, едниот е за менструација, а другиот е за женскиот полов орган. Тој текст се вика од пичле до мув, а оној што е за менструацијата се вика зашто зборуваме кога не зборуваме за менструацијата, и тоа се извонредно креативни два есеи. И на крај имате и лексикон. Мислам, тоа е нејзин лексикон, меѓутоа и лексиконот сигурно не бил лесен за преведување. Ама да, те молам, еве за менструацијата кажи ни ги некои ваши, за да биде јасно. Навистина не можам, стварно мислам дека е многу битен овој превод и оваа книга за нашата култура и за квир културата во Македонија, и се разбира и за жените, меѓутоа општо за јазикот е многу битна, па ајде да ни кажеш.
Да, значи ова е доста интересен текст. Мислам, самата Јасна го има така структурирано да даде различни опции кои што се користат во различни кругови или во различни контексти за како називи за менструацијата и тука се покажува она огромната креативност на заедницата во суштина. Значи ова се оние фрази кои што успеавме да ги собереме, кои што се никако резултат на колективната креативност. Мислам, најчестата фраза која што сите ние користиме, нели, имам или добив, нели, со тоа отсуство кога се плашиме да го изречеме. Имаме, например, групата менструацијата како болест. Болноста не ми е добро, ме боли стомакот. Има групата менструална митологија, бал на вампири, чајче за вампирче, ајкулска недела, ме фати клетвата. И тука ги имате и како многу ми се свиѓа, само извини што прекинувам. Една од работите со книгава е што, на пример, вака ви стои книгата како што се преводите, доле има една со розови, сите забелешките на преводувачите се најинтересни, тоа како екстра книга. Така што доле ви ги пишува и кој како ги напишала Јасна на хрватски. Да, за да може да се направи споредба помеѓу јазичните и културните контексти. Категорија тетки. Ми дојде тетката од Германија, Швајцарија, Америка, Русија, тетката од крвеница, црвеничари, крвен камен, црвена вода. Бандиера роса, категорија, црвени кмири, црвена армија, црвени бригади, црвени мундири. Категорија крвта не е вода. Мохачка битка, Косовска битка, Хирошима, Карпошово востание, пукна првата пушка, пукна црешово топче, масакр, кланица, покол, The Shining. Киборг менструација, менување на маслото, технички пречки, месечен ремонт, ми протекува карбураторот. Неговиот поглед, пауза, денеска ништо, тоа е многу специфично. Календарска логика, период, хит на месецот и други категории. Имаш, да, тоа има после тоа кога избориме за женскиот полов орган, има и таму интерес. Да, ова е цел речник што сте направили, извонреден, навистина големо истражување и воодушевена сум. Грација, можеш ли ти да ни кажеш малку пред да поминеме на од пичла до мув и таму да ни прочиташ некои интересни, каков беше процесот на уредување на ваква една книга? Која беше твојата одговорност? Да, па добро, јас мислам, можам да кажам дека ми се олесни до некаде да работата, бидејќи Мања и Фрус така многу ревносно настапија во задачата на преведување. Од друга страна, тоа малце можеби отежна некои ствари кои требаше да се пресече помеѓу некои решенија. Се сеќавам, но не, сепак беше многу забавно на крајот. И стварно фала им на двете и фала и на Јана Куцеска што не собра некако, мислам, многу супер тим бевме за правење на целава работа. Мислам, покрај тие некои, што знам, основни ствари што се прават при уредување, нели, некаква согласеност на оригиналот со преведеното, усогласување на културните контексти кои што, како што кажав, се прилично слични. Тука немаше нешто, не знам, некој голем проблем. Да, повеќе се однесуваше за некои технички работи, не знам, бројки, семантика, такви ствари. Мата да, јас скокнував ете кога требаше, како што кажав, нели, да некакви консултации околу превода да се случат, бидејќи имам малку искуство и со тоа претходно. Сигурно не е лесно, бидејќи многу работа и кога си внатре во процесот, баш ти треба некој од надвор да ти каже чекај се, ова е на хрватски, кај нас не секогаш еквивалентите функционираат и кога ќе ги ставите во текстот, така што треба некој од страна кој што ќе види дека е тоа се логично, да го усогласи. Да, точно, особено имав голема дилема околу употребата на англиски термини, бидејќи хрватите стварно многу, мислам, добри, кај нас се користи тоа, ама кај нив е стварно, мислам, ете во книгите што ги пишуваат, многу често користат англицизми. И прво сакавме да ги оставиме, па за нешто се одлучиме да остане, повеќето работи ги преведува Мања и Фрус. И мислам дека тоа супер, бидејќи ете во таа мера не мора толку да се остане, нели, род на оригиналот. Сепак е и преводот си сам по себе нов продукт.
Така е. Да. Одлично. Само да отидеме сега за Пишле Мув. Тука има многу интересни, јас би сакала да видам кои би ги издвоила. Затоа што и ова се категории по кои што прво книгата се вика оние работи. Што значи За оние работи што ги премолчуваме и што сексуални фактички, така? Апсолутно, Тоа е. апсолутно, тоа е тематиката на книгата. Да, и секогаш се тие работи, оние работи прескокнато и мислам многу паметно, јас нормално го крстила, така ја насловила книгата, баш заради премолчувањето. Да. Овој колку беше тежок овој есеј за превод, овој најзабавен ми беше мене. Мислам, предизвикот се состои во тоа што и оно што ние го сватевме така како предизвик е го видовме тој простор во нашиот јазик за дооформување, за развој, за напредување и се обидовме тоа да го искористиме и да ги дадеме нашите некако нашите увиди и предлози што не мора по секоја цена да се прифатат на сето ова што е понудено овде како решенија е подложно секако на критика и на дискусија и така натаму и сакавме да поттикнеме таа јазична, мислам, игрите со јазикот и истражувањето во него. Некои од категориите овде кои што се наведени за женскиот полов орган, hiding and shaming, оно што жените го имаат, таа долу, таму доле, долната, инфантилизација на галено, што е ова многу неле често, пипиче, пичле, пипиче, печондра, пуче, путле, пиздунче, мочле, дунде, дуди. Само така, нешто, да не е вагина дентата. Така. Животинско царство, маче, мачкица, мачка, пудлица, риба, рибка, туна, пила. Туна. Флора, праскичка, сливичка, смоквичка, дуња, мандаринка, мушмулка, марлука, розичка, ружичка, орхидеја. И овие се сите во диминутиви. Сите се, да, во диминутиви. Да. Интересно е што, еве, например, Sweet Donut of Mine, крофна, колаченце, шикерче, штрудла, тортичка, но и симиче, осминче, бурече, пита, путаниска, сармичка. Интересно е што во хрватскиот превод овие солениве јадења ги немаше, ама кај нас се користат во нашиот македонски контекст многу, особено осминче, бурече, мислам, многу интересно. Јас симитот многу сум воодушевена. Многу е така, точно. Лични имиња: Минџослава, Минџолина Џоле, Љубица, Милица, Марица, Катица Славица. Јас само ќе кажам, тука ми ја нема Стојна. Тоа се ревидираното издание. Да. Гениално. Сакам уште нешто да кажам, дека освен што е многу креативен преводот и што има извонредни фусноти, исто така многу е убаво решено, библиографијата е многу убаво решена и како сте ги преведувале книгите, точно бидејќи таму има многу игри со зборови, па да се знае од каде потекнува оригиналот. Се е запишано многу убаво во фуснотите, од уреднички аспект ова е супер направено. И на крај има еден многу интересен лексикон на помалку познати имиња и поими, тоа е на Јасна, меѓутоа вие тука сигурно многу се имате потрудено во однос на известни зборови кои што сте ги измислиле бидејќи биле потребни да ги измислите или сте ги нашле. Еве, например, scissoring. Ова ви дојде ножичарење, како го решивте? Добро, ова е многу блиску до англискиот оригинал. Мислам, во пристапот за оние зборови за кои што немаше преводни решенија или за кои што баравме подобри преводни решенија, мислам, мораше за некои решенија требаше да има доста дискусија и доста обиди и обиди за изнаоѓање на вистинската комбинација. Користиме доста кованици и тоа беше многу интересен процес во кој што баш се забавувавме. Мислам, баш некој брейнсторминг со тоа што повторно тој баланс помеѓу да биде прецизно и да биде одговорно преведувањето заедно со креативноста на решението беше, мислам, многу специфичен баланс кој што се обидувавме да го направивте. Сакам да прашам за конкретно, например, педерушка. Го измисливте или се користи педерушка? Тоа се користи. Или педерушка, како го викате? Педерушка. Да. За фаг хаг. Чисто за другарка што е на
се дружи со геј мажи. Да, значи тоа конкретно е термин кој што се користи во оквир заедницата. Значи тоа повторно сакавме тоа она што го кажав претходно, не сакавме да наметнуваме решенија, туку баш да бидат изворни, исто така да вклучиме заедницата во изнаоѓањето на решенијата и на некој начин во таа смисла многу должиме на луѓето кои што сме консултирале за завршувањето на преводот. Така, и на некој начин тие зборови влегуваат во јазикот, баш поради оваа книга, еве, плакарка, педерушка, еве, ножичарење. Гледам буч сте го оставиле, бидејќи ете англизам е, меѓутоа Тоа е многу навлезам веќе ми се чини во јазикот, Да, исто како квир. Иако пробавме тогаш и со Огнен Чемерски настрано, па и тоа е цитиран заради родокурцање. Терминот кој што исто може да го најдете тука. Да, има некои англицизми кои што се поради поради контекстот многу се вкоренати и да речеме се влезени во оптак последниве неколку години, меѓутоа токму поради тој временски културен контекст, Z генерацијата која што исто така поинтензивно ја користи англицизмите, просто е неприродно да се обидувавме на тие зборови да бараме аналогија во македонскиот јазик, така што тоа исто така мора да. Машкуданка сте го ставила, супер, тој се користи. И други некои интересни има, веќе што сме ги зборували тука, куртретот на Јана е влезен во речникот, например, и така, има многу... Сакав овој да ве пофалам, многу интересен ми беше за One Night Stand. One Night Stand, секс ноќување и бебекство. Две решенија имаме. Да, тоа беше едно од позабавните. Бебекство ми е хит. Варијанта на ghosting. Бебек е генијална. Многу добри решенија. Многу ви благодарам и ви посакувам понатаму вакви успешни проекти. Оваа книга ја даруваме, ќе дознаете повеќе за тоа каде да ја најдете книгата и каде да си ја земете. Ќе имаме повторно извлекување за оваа прекрасна книга. Ќе кажам само уште нешто, дека Грација и Фросина се исто така дел од иницијативата Побунети читателки, која што во организација ја организира и наградата Штефица Цвек на регионално ниво, и затоа ви честитам. Побунетите читателки. Побунетите читателки се навистина една многу убава регионална иницијатива и драго ми е дека и вие учествувате во неа. Па, со среќа понатаму и ве очекуваме со нови проекти. Враќање во реалноста. Се враќаме во студиото со уште една рубрика која што нималку не е пријатна, но мислиме дека е многу битна. И таа денеска ќе ни ја представи Ирена. Последната рубрика, традиционално или природно, оде со враќање во реалноста. Имавме супер емисија и ние милуваме да завршиме на лоша нога. Се работи, обично кажуваме случаи, особено случаи на насилство врз жени, ама враќање во реалноста е во принцип рубрика која што не подсетува каде сме, со кого живееме, со кого ја делиме, го делиме општеството. Конкретно сега извадив некои коментари на објава на Веста за случај на силување од страна на маж, од страна на негова, значи на силување на жена од страна на незиниот сопруг, односно силување во брак, така и насловот. Отприлика маж се силувал силувал сопругата и таа го пријавила. Се наредија стотици одвратни коментари. Краток избор направивме од неколку да ја доловиме суштината. И кога ќе не прашате зошто феминизам, само отворете ги или сетете се на дел од овие работи. Јас, ако не се лутите, ќе ги читам со имиња и презимиња. Не се лутиме. Мислам дека треба да одам. Природно им припаѓаат имињата и презимињата на овие. Ајат Хасан. Не можам да ги читам со печатни грешки, многу се тешки. Добро, ќе ги видиме. Абе глупави и тупави новинари. Зар венчана жена објавувате дека е силувана? Абе напротив, дали жената сакала или не сакала, треба да се силува милом или силом, или онаа босанска поговорка жено руке горе, а гаче доле. А ако дава отпот, тогаш да и се затне аусплухот
И тогаш жената ќе се смири. Само тогаш ќе се смири, нема да дава отпор. Ако жената упорно не даваш, тогаш се знае, мажот ќе оди пред МРТВ, таму има партизанки. Бобан Хит Микс Петковски. Бог да ги прости. Изумреа генерациите на жени. Бабите, прабабите забрадени со шами, верни, кои знаеле да чекаат маж од печалба. Кои не ги болела често главата и затоа имале под 7, 8, 9 деца. Ке ве урни са женската еманципација, самостојноста, модните трендови, шетањето на кучиња наместо деца, ке излезам со другарките вечерна журка, Се подоцна што се случува само е нус производ на вас, модерните капслок. Кој како си прави, така му се враќа на главата. Дейвид, лажен профил можда. Иди во социјално на секој зид пишува право за жените, што не стават право на мажите. Која е таа што го пријавила Маши дека е силувал што треба да лежи затвор? Маријан Толевски. Лошо време дојде, собственото да не можеш да го гибнеш. Кога сме кај поседот. Машка солза сега ми заигра во око. Драган Станковски. Која глупост у ПМ, за тој ни шетав кучиња по паркови место деца, не може ни своју жену да ебе од глупи закони, после такву пријаву треба полиција да му даде дозволу да му га свие врат куда гузицу. Славе Лазарев. Треба жената да се казни. Зошто го одбила? Бобан Стојковски. Регистрација на жена мора да има исто ко на кола секоја година. Ако не дава, нема регистрација, па да видиме. А вака доживотно регистрирана, друг ќе го јава, а ти ќе го силуваш и иди по затвори на крај пензија на готово. Многу сакаат со коли да не споредуваат. Да, со коли. Мислам, сега ми текна на тоа нешто како беше жена и кола не се дава. Да, тоа имаше некој изречен. Селимоглу. Жал на Македонија. Не можеш да си ја ебеш својата жена, ќе те осудат затвор да тибам државата. Нема то корупција, тоа не е проблем. Нали ова, да. Александар Цонкински. Затоа уште првиот пат кога жената ќе ти откажи и сврли ја од дома како шугава кучка да се врати кај мајка ѝ. Прекрасно. Не знам кој од кој. Да, Сите само се едно еднакво спектакуларни. делче во морето. Да. И знаеш, мислам дека често се кажува дека не е така реалноста всушност, дека ова се само некои луѓе што така се зборуваат и дека не им обрнувај внимание. Знаеш што, колку ме нервира ќе ми кажат луѓе, значи ние често сме напад на вакви коментари. И стално ни викаат, остај тоа, некоја будала. Не, ова не е будала, ова е системски и не случајно се појавуваат истите работи. Треба да се регистрира, кола е, зашто шетаат кучиња и така натаму. Тоа е дел од еден класичен патриархален дискурс. Пошто јас ги избрав овие неколку, имаше над 200, 300, таму имаше 400 коментари, имам две работи да кажем од оно што видов. Прво, повеќето се повторуваат и се како може да штилуваш во брак, таа жена, тоа е незина обврска. Тоа е таа идејата дека е некаква својна и дека тука нема, дека просто немаме некаква действителност, нешто да се прашуваме дали да или не. А втората е, и со некоја позитивна, е дека имаше и коментари на луѓе кои што беа згрозени од овие коментари и дел од нив и влегува во расправија со некои луѓе. Сакам да кажам дека бројката на овие од наша страна расти, мене ми е баш драго да ги видам во Facebook коментари. Не е како желките. Не е како желките. Мислам, или ако ништо друго се охрабрила да зборува. Ретко ги гледам во Facebook коментари, овие гласови, еве сега ги начек. Ние имаме оваа рубрика имено и поради тоа, да не го заборавиме фактот, дека враќање во реалноста е всушност наш обид да ги покажеме на површина работите како се, за да се справиме со нив, за да понудиме алатки за решавање на овие работи, за да направиме свест кон тоа. И токму тоа го направи феминизмот.
Затоа сум многу среќна што сум феминистка и што сум обкружена со феминистки и што и покрај ваквата црна слика го има она што го кажуваш ти, бидејќи немаше да го има пред 10 години, немаше да го има пред 20 години. Ова е нормализиран дискурс од порано кој што сега ние го тематизираме и кој што луѓето ќе го чуат и ќе речат ова е грозно. Да. Па со тоа да ја завршиме. Се вративме во реалноста, Да. ја завршуваме и емисијата. Порака до нашите слушатели, се гледаме за 2 недели на Очајанка, а до тогаш, како феминистички подкаст, од вас очекуваме поддршка и помош да истрајаме. Subscribe, лайк и споделете со пријатели. Радио Милева е единствен феминистички подкаст на македонски јазик и затоа ни треба ваша поддршка да истраеме. Затоа стиснете лайк и subscribe. Споделете ја нашата содржина и оставете ни коментар.